Ја кај тебе у кафана јадам она кременадло со ребро, томахавка. Од кај се томахавка у македонско мени? Ние порано викавме томиџери таа. Да, ме томиџери, така е у нацртаните. Ама таа кај томиџери е јунешка, телешка. Да. И сега ќе отидеш у месара, абе знаеш ќе ми даеш ребро, ама ќе го даде кременадлата, ама ќе ми даде со долниот дел од шпица ребро, томахавка сакаш? И сега да, логиката ја држиш томахавката, загора. Така изгледа. Така, викам, вајда, тоа е томахавка. Ај, дај ми, викам, 10 да видам како се, не сум сигурен. И ми ги дава, тие се тие. Оваа помала вика од 500 грама не може да излезе. Добро, во ред, ја ги си ставам цена. Дај ми ти мене пола кило и да е, нели мора да е сочна таа. Мора да е не сова, ќе ја направиш. И зошто е подобро таа, него посебно ребро, посебно кременадла. Мене тоа ми е феномен еден. Е феномен, затоа што се има микстура на различна текстурата на кременадлата и на оваквото, ако се споени кременадлата, реброто ја дава сочноста на горниот дел од кременадлата кога се прави. Скреброво или е мрсно или е посно, не може друго да биде. Ако е мрсно, ќе си остане мрсно, нема кај да преиде. Од мрсно не иде, се удираат. Така ми објасниле. А кременадлата по текстура е сува. Така е, сува. Е сега, ова си иде натаму, месото го прима. Што се топи овде, влага оваа. И затоа после тоа кога сечеш и таа се топи и ова се топи. Инаку, кременадлата удрија тука, стави овде, не е више сочно на мичета. Јас сум нарашал листата месара само кременадли за мене дома. Керкаме, не може да го гледа целото, ова му се свиѓа. А Јана баш тоа го сака све мрсното. Еве, викам, суди. Ако му се погоди, судите, джвакај. Од истото, само се кирчето. Така. Од следната сезона само кафана ќе ми се вика подкастот, не само ракомет, ќе менјаме, гледам некако по-сочно по-лесно се разбираме. Ова само ракомет, ај. И многу побрзо ќе дојдеме до заклучоци и промени. И у таа сфера, освен проблем со кадарот, сите што оделе во Хрватска да работат, па нема поголем проблем. Влези у кафана, сите насмеани, јадат, пијат, брат, дај по една, дај по две. А влези у сала ракомет, све мајка, шајка, судија, педер, кој? И експерти колку сакаш. Федерација, ЕХФ мафија. Човек, зошто бе, брат, толку у ракометов имаме нерешени? Енигми. Добро, не датираат од сега, датираат од многу одамна. Дој поналака, не се плаче. Да, од многу одамна датираат, од сега се провлечени. И не знам, ја као дет на ракомет, цел живот сум го живеел во етапките ракомет и многу ми е лесно да бидам дел од таа приказна и ги слушам, ги гледам како ми се. Сум растал со тие проблеми, знаеш, и само се менуваат имињата, се различни, другото се е исто. Мене кај тебе ми е интересна триаголников, кој бермудски триаголник, кафана, скијање, ракомет. Да. Како беше редоследот? Ракомет е сигурно прво место. Ракомет е прво место. Со тоа сум почнал, со тоа сум живеел. Ко тренирав и тоа што го тренирав, ама не можам да речам дека. Те притискаше ли Чаве на таа тема? Да? Не, да тренирам ракомет не, дури беше да не кажам против. Така, благо. Меѓутоа, не знам, тренирав ракомет, тренирав игроче, после тренирав металург. Он рече дека не сум спортски тип, од типот за колективен спорт. И порано и покасно после тоа се докажа, после тренирав и бокс и влегов и во гимнастиката као тренер, повеќе нема да речем као на младинска категорија во обичен партизан, нема да речем дека сум на некоја репрезентација или на друго, меѓутоа стварно повеќе се најдов во индивидуалниот спорт. Повеќе се најдов као човек, као темперамент, као карактер, едноставно не може да се помирам со фактот дека зависам од други 5 души на позиција каде што јас ќе давам све од себе да видам дека некој втор, трет, четврта, петката или шестката забушава. Многу интересно. Имаше многу кавги. Забелешка пошто имам слушнато и од други спортисти. Да, на делот и утакмици или тренинзи татко ми беше исто присутен, гледаше. Дома имавме големи кавги, ти не можеш да така да го поставиш. Денес тебе ти е лош ден, утре лош ден ваму. И да, ама видов дека едноставно не беше тоа и пресудно ми беше една интересна приказна близнаците Дејан и Димитар Георгиевски, они беа сега суди, не се близнаците, јас со нив и со Данило Бресова сум генерација, заедно учевме до 8 оделение. И јас играв крило. Дејан беше бек. У една позиција викаат нека влезе на чајсимо. А требаше да заменам бекот. Јас викам не сум ја бек, јас сум крило. Ако нека влезе на чајсинот, ја што кажам. И свати дека сум на чајсинот.
Фала, само прерипав да работи, Металург се случи салата ова, ниска тарави, префрлив во оградата, веќе си заминав. А што значи чаве? Пошто го носите тој цел веќе фамилиарно. Да, се си ми го носи. А нема чаве стари, чаве мали, него само чаве. Чаве. Па прво почнува еве го на чаве малиот, еве го чаве јуниор и после со тек на времето таа додавката излага. Татко ми тренирал ракомет и у меѓувреме тренирал и атлетика. И додека тренирал атлетика дознава дека постои еден лик Чавка што го викале. За жал детето било со еден дел посебни потреби да кажам, меѓутоа брзината неверојатна. И кога играле фудбал на Мичурин, на игралиштето, ова е приказната како дошло тоа, топката отишла позади врбите, ама рефлекторите били насочени кон тогашни рефлектори кон игралиштето. Татко ми отишол позади врбите да земе топката и да ја внесе повторно терен, и да им ја фрли. Тука имало иградилиште, татко ми земал цигла. И ја фрлил циглата назад, а од сенката истиот тој Чавка не видел дека е и сакал да ја удри со глава, не удри со глава, среќа удри со рамо. И почнал да го брка татко ми. И татко ми кога бил единствен у тоа мало што узбегал на Чавката да му избега. И од тогаш овој му избега на Чавката, Чавка, Чаве, и од надимако Славе се гледам популарно и низ Скопје, Славе знае да биде Чаве. Славе, Чаве. Таа комбинација зашто е така, не знам, имам сретнато како еден човек. И така било Чавка, Чаве и Чаве и остана Чаве. Да. Ова е приказна што ми раскажуваат тие. И ке си ја носите, ти си ја носиш успешно малиот е. Да, за мене е веќе. Јана не е Чаве? Не, Јана не е Чаве. Иде по машка линија. Па најверојатно иде по машка линија. Да, и сега да ти кажам најискрено тоа го спремам, го мислам да ја за мене нема да речам дека касно, никош не е касно, ама нема да се обидам да го направам тој потек, најверојатно може и да. Најако сакам да му го ставам као трето име, да биде Танасовски Јаков, цртичка Чаве, ама во пасош и во лична карта, да биде се. Ко вие, оној за Олимпик имаше еден играат Чалета Цар. Цар, да. Сакам да му го метнам као трето име. Законски е дозволено, Кога сме кај Чаве, ајде малку се потсетиме на татко ти, со неговото име практично некако е врзано со осамостојувањето на Македонија, со осамостојувањето на македонскиот ракомет. Се смета, сите го сметаме како првиот официјален тренер на македонската ракометна репрезентација, првиот тренер што однел младинска селекција Израел, да. На високо ниво. Како сега после неговата смрт неколку години помина, како се навраќаш ти на тој период на ти беше мал тогаш 90-тите? Да, релативно мал, нели, да. За да сватиш како ја растев уствари, треба да го знаеш татко ми. Татко ми имаше една мана. Тренер беше надвор, тренер беше дома. Да. Кај да оди тренер? Да, тоа се обидував да го сменам и мислам дека успеав, што се однесува до моите две деца и двајца да се спортисти. И да, надвор сум им ја тренер и на двајцата, ама кога доаѓаме дома гледам да сум баш татко, буквално смисла на зборот, да не го направам тоа што го направи татко ми. Значи мене како се сеќавам неговиот период и што уствари он ме остави кај мене у спортот и ракометот. Чаве, поздрав од мајка ми. Чаве, молим те поигра со дете во шах. Гледам дека ги гледа старите надвор како играат шах. Седнам со него и јас станам, после 2 минути станам и си одам, и кажам што е, појкам, мамо толку изгледа, заврши. И она ми кажа, Чаве, што заврши? Па ништо века, два потегам мата, ој не знае шах да игра. Нема милост. Нема милост? Не. Да ти даде малце надеж да ти даде. Воопшто. И он ми го наметна тоа темпо, ствари, во секој поглед на спортот да барам една работа. Синко, или баре професионализам, или расчисти си. Јас го играм ракометот за рекреативен цртичка туризам. Пристапот е тој. Или пак, ако го гледаш као професионалец, гледај го професионалец до крај. Истото ми се случи во гимнастиката кога работев со децата и после тоа кога продолжив, нели, она висока специализација за кондиционен тренер и кога работев и во скијањето, кога работев. И како стигна до скијањето? Скијањето, не. Пак скијањето е крив господинот Чаве. Не вадеше по 2 месеца од училиште, он е исто бивши скијач и нема да речам младинска репрезентација, само младинска репрезентација на Македонија има скијано. И тоа само излети има скијано. Ке одскија и не однесе, почнавме да скијаме, јас го засакав скијањето. Тренирав во клуб 3-4 години, нема да речам дека бев постојан, далеко тоа си заминав, станав ски инструктор, полагав во Словенија, работев во Австрија 2-3 години како ски инструктор, ама тоа се беше младинска забава, ништо повеќе од тоа. Се роди Керкем што се роди. Одеднаш таа искра запали, као секој, мислам не као секој.
Као секој умоболен родител. Ја пуштив гимнастика, со мене работеше индивидуално. Сакав да научи да плива, стварно да плива, да ужива во водата, да дише како на сувата вода и смета дека во вода знае да скија една особа, комплетна која што киде на ски. Меѓутоа видовме на трета година, само што застана ски, сватив дека Ја тебе како те запознав пред некои 20 години, има сигурно може и повеќе, едно комбе полно со ски внатре, со чизми и од надвор нешто залепено ски ми. Ајде брат, брзо тргам за на Алпи одиме, нешто да направиме на комбе, оти одам на Алпите. Така, и шо одиш, кај одиш? Почнам ве со скијањето и тој ми беше истиот пристап. Значи, да, ќе тренираш, да, сакаш, меѓутоа немам време да губам. И ти комбето ти беше полно со клинци, да, тогаш имав мали групи, да. Мислам тогаш нормално со мали групи работев. 18-19 години скијачи. Абе дечиња беа 5,5-6 години до 10 најстарото ми беше. Тоа ми е сликата. Да, малечки дечиња беа. Малечки дечиња, срциња мои. И јас викам, овие ќе ги сврти се на сала негде на раковина. Не, горе по 15-20 дена седеа со мене, заедно спиев. Ама добре, резултатите стигнаа. Резултатите стигнаа, да. Јана одлично напредува. Одлично, повеќе од одлично. Во овој момент можеме да кажеме дека е најдобрата македонска женска скијачка на сите. Женска и машка, не, женска и машка од 58. Најдобриот македонски скијач на сите времења. Да. На сите. По сите можни параметри. Те прашував пред некое време за тоа физпоените и ти ми објасни. Ај тука и ќе завршиме со скијањето. Финтата е што помалку физпоени. Што помалку физпоени. Да, да освоиш и со тоа си градиран. Значи ти почнуваш уствари од 1999. Ти се пријавуваш, си скијач и имаш 1000 физпоени. Колку што си подобар, толку ги намалуваш. И Јана до кој ниво стигна? Сега Јана има 27 точки. А стига до 0? 0 треба да е прва у светот. За да добие 0. Томба, Михаела Шифрин. Да. Ама 27 е сериозна бројка. Па ако земеш предвид дека моментално она е 206-та у цел свет. На АТП листата. Потполно исто како тенисот. Потполно смисли со тенисот, само време траењето на спортот, на наставот на евентот не е различен и е 14-та во светот во генерацијата 2016. Прва е италијанка со буџет од 900.000 евра. По сезона. Да. Ние со 900.000 евра на титула у Лига на шампиони. Ние со 900.000 евра на Кел. На Кел не со 900.000 евра. Зашто да не? Така. Чисто. Лаво, недалеко се поголеми сумите, ама да, сумата од 900.000 евра е фрапантна. Фрапантна е за индивидуален спорт. Да. Ова сезона. Што ги трошат парите 900.000? Па тим има од 11 луѓе кои што земаат плата од 3 до 5.000 евра минимум. И сега тие сите само 11 во 50.000 евра месечно. Пута 10 месеци 500.000 евра. И сега сите тие исто да спијат, да јадат, карти скијачки да им се плати да патуваат. Оваа година уствари она потроши 750.000 евра, за наредната проектиран буџет е 900. Која е некоја идеална сума за буџет за македонски, еве за Јана на пример, за некоја година која ќе биде Јана просекот, мислам па и сега, идеалната буџет дајте ги 900, тие 900, така? Не. Од 80 до 110. До 110. Да. Сега исто видов дека оваа година за прв пат има малку посериозна поддршка. Значи единствено. Пошто знам дека претходно ти беше главната поддршка. Да, значи Јана не е од оваа година тоа што е она у детското скијање остаи страшни бројки. Страшни у цела Европа. Немаше постолја, немаше пиедастал кај што не се нема качено на најаките меѓународни надпревари. Од претходните гарнитури не добивме ништо. Единствена помош добивме овој пат од министерот Борко Ристевски. Директно на индивидуален спорт, директно наменски на Јана Танасовска и не знам што да речем него. Фала Малзбор. Да се даде пред све довербата на спорт кој што, ајде да бидеме реални, па и не му е толку близок. Да, он има советници, претпоставам, кои што му кажуваат како е, што е и кој е, меѓутоа, еви сега сам ти објасни поедните точки. Реални да бидеме, ние кога ќе спомневме зимска олимпијада и наш учесник, хумор вадевме, така, да не се изгуби во шумата, дали ќе го најдат, дали ќе ова. Са така беше, реално. Така беше, за жал беше така, за жал така. Иако и порано имало традиција мавровски меморијали, шарплански клупови, значи имало некоја масовна страшни традиции, страшни почетоци. Јас ќе кажам дека не е национален спорт, дали сме или не сме скијачка нација, ќе ти кажам само еден факт дека 72 година за прв пат во светот, не во Европа, е направен Европа куп, тоа е втор по ранг на преврвање скијањето, под рефлектори во Мавро. 70. Кога тоа би се продолжило да се трае, не знам до кај би дошло и како би дошло. Сега друго нешто ти кажам, има уште живи луѓе у Маврово, луѓето имаат по 78-82 години, пензионери кои се исто пријатели на татко ми, па ја само ги наследив нив.
кои што вршеа едукација за возење на ратраци, жичничари и све на еден копаоник. За сега еден копаоник е лепен центар кој што и Европа може да му позавиди, а кај сме ние со нашата мавро, шапка и бла бла бла. Добро, ние органски туризам имаме, така. Да. Органски да не ти треба. Така да, дека ние не сме биле, сме биле. Сме биле, да, јас имам тоа чувство дека Да, дека сме докажале дека не бива као македонска нација и во индивидуален, и во колективен спорт сме докажале. Зашто се тоа само блицови на индивидуалци? тоа е сериозно. И во кошарката, и во ракометот, и во одбојката, и во све. А тешко не било секогаш да склопиме една гарнитура од 5, од 6 или од 6 во одбојката. Тоа е малку по-комплексна. Заврши сезоната за скијање? Завршивме на 10 мај, почнуваме ново. Можеме сега за ракомет да збориме. Најубаво, ако можеш да го скокнеме скијачкиот дол, ама ти Не должи. може да го скокнеме. Доаѓаме до ракомета. И сега, како се договоривме, ќе зборуваме, ама од базата, брутално и отворено. Што се ни недостасува? Вчера ти пуштив едно клипче, ми се изласме. Да. Вака сега прво да објасниме на тие што гледат, зашто знам дека многу прашања ќе се појават, зашто сега човеков од скијање постигнал тоа што го постигнал. Нема ја да се фалам, нека зборат резултатите наши, не само на Јана и на другите деца кои што ги тренирав, воопшто не се помалку битни од Јана. И како сега ја ракометот и други работи. Има една работа која што, нели, тие што се околу мене ја знаат. Ја повеќе од 20 години, нема да кажам колку, ама многу, еден стан имам инвестирано во кондициони тренинзи, односно во мојата едукација на кој. Зашто никогаш не работев како кондиционен тренер? Затоа што прво сметав дека треба да се едуцирам за мене, што работа, тоа беше стварно лична моја наобразба. Од факултетот за физичка култура, кој што има возможи основа, за после ме научи како да се надградувам и после тоа се продолжи. Така да после тоа се фати со керка ми еден на еден и тука заставаш приказата. Меѓутоа мимо све тоа, сега ти кажам илустративно, идам во Андора на семинар за кондиционни тренери, од тука уште 3 дена си седам у Барселона у ракометниот камп. На мој трошок и на моје задоволство. Моја страст. Да. Од секојаш сум имал прилика да го гледам, не знам, и тогаш беше и Парондо, баш таа генерација, кога беше крилце, све уредо, не, јас сакав да идам у М18, М16, М14, од секојаш сакав со мали, млади да работам, верувајќи дека тука е базата и тоа ме научи од свари сите овие и на Јувентус бев, мислам, тренерот на Јувентус, кондиционерот имаше свој семинар и други поголеми ги кажам што сум бил за милиарда. Секој сум се концентрирал на младите, на базата, затоа што сум имал прилика да работам со едно девојче словенче кој што ми дојде на 17 години беше, прва година на ФИЗ. Многу скијач. Да, скијач, меѓутоа битна е неговата психофизичка или морфолошките карактеристики според неговите, што правам, како правам. Не, многу тешко да се отклони. Да после тоа да се вратиме на ракометот, ама повторно низ призма на скијањето. Анте Костелич е човекот кој што на Шамбери, кога беше првак, од 24 гола му дал 22. Пикер. Фантастично податок. И него земаат у репрезентација. И он одлуча ќе работам скијање со моите деца никогаш у колективен спорт, зашто има таму тоа што има, што ги има и кај нас многу, ќе работам индивидуален спорт кај што ќе зависи од нив. И што иде кај доктор и му века вака, колку едно дете за да го автоматизира процесот до совршенство, колку пати треба да има репетација. Он вика од 16 до 18.000 репетиции, али од 16 до 18.000 репетиции за да, пример, шутот под блок, карикирам, си добие механик и он кој ќе излезе утре на... Да иде тоа, дека лактот прв ќе дојде, па после зглобот. 16 до 18 под еден услов му вика. Репетиции. Да ги смени 2 пати коленот. Значи на 16 можеш да ги смениш 2 пати коленот. Многу колена дојдеш. Анте Костелич вика нема проблем, јас терам по таа политика. Тера по таа, они стварно имаат по 13 операции, ама едното и синот и керката, Ивица Јаница Костелич, ама па имаат сите можни олимписки медали и злата и да не набројам што. Сега се враќаме ракометот. Јас исто сакав да најдам модус, колку и тогаш ми се смеја, зашто го баравте модус и кој сум јас да го барам, јас имав право да го барам, на крај крајава научно-истражувачки трудови, зашто се викат трудот да го најдам и во ракометот, и во кошарката, и во фудбалот. Колку репетиции му треба, како му треба, и кога да влијам, и што да влијам на него, за да не му се случат на тоа дете тие повреди. И од тука навлегов во спортот и затоа после отидов. И во Кил 7 дена гости, и сега кидам во Вестрем 9 дена гости пак за младински категории да гледам што работат, како работат, на свој трошок. Имаме врски.
останаа дел од врските од Чаве, фала му, дел Контакти, да, така. контактите, да, не можеме да кажем дека сега комуницирам за човек од 80 години, меѓутоа синот на Чаве, после тоа јас си Така е, јасно. остварив, да, Она прва бариера, така, после јас си остварив контакти Так. со дел од нив. Тренирав скијање, не пропуштив тренинг на ракомет од типот не знам, кога Мишевич беше тренер, јас со тие ракометари играв фудбал, може да потврдам. Се дружев, значи го живеев ракометот, а не заиграв со нив. Значи ја бев секогаш некој дечко што се седи од страна, ама верувај дека сите тренинзи ги пиев, баш ги пиев, во буквална смисла на зборот, ги гледав што прат, како прат. Јас сум човек што знаеш да запали кола и да отиде да го гледа тренинот на Шандро Ходик, на еден Новокмет. Тоа не верувам дека го направил ниту тренер во Македонија, а камоли некој како мене, пали колата, си отиде у Битола да го гледа Шандро Ходик и да ги види зашто он не брани статично, него брани со паради. И тоа му успеваше и беше одличен голман. Единствен, да брани со голмански, со фудбалерски паради. Али му ја проучува биомеканиката, движењата на телото. и ај сега да правиме диагноза. Пример, еден мој долгогодишен пријател исто работи во ракометот и гледаме заедно често ракомет такмици, али да не гледаме ќе се чуеме, он ќе ми каже Мали, што виде денеска? Ова она добро, а ова го виде и не го видов. Ова го виде, не го виде. Човек што е 50-60 години во ракомет. И многу често, како забелешка, се зборам за одредени играчи, или профили на играчи, дури може да ги кажеме, дека забелешката дека им недостасува техничко совршенство во одреден елемент. Јас не ги знам точно зборовите, знам дали што сакаш да ми кажеш, да. Почнувајќи од прием, од пас, од поставување, каде е поставен левиот бек, десниот, болната скок, тема. шут. И знам дека после овој подкаст или после се, дека ќе стекнеме едно 150 непријатели, меѓутоа јас сум навик на тоа, го има филскијањето, па не има проблем и уште еден спорт да мисла дека сум, не знам, Almighty, дека све знам, меѓутоа не треба све да знаеш, само треба да копираш од успешните држави. Ја така е. Тоа што не знаеш, копирај. Да. И сега одговор на ова ќе ти кажам вака. М18, Кил Академија, Марко Гргич. Моментално момчето има 21 година и му е директен ривал на Гицел. Едниот има 191 гол и 80 асистенции, другиот има 201 гол и 60 асистенции за оваа година. Значи директен ривал му е со 20 година на 20 најдобар стрелец. Гицел, најдобар играч хендбол шпилер во Германија, во Бундеслига, само во Бундеслига. Гицел два пати поред најдобар играч на свет. На света. Сега они мимо тоа си бираат у германска лига, нели? И сега го гледам истиот Марко Гргич на 21 година, седнат во седешка позиција, се нема да користам стручни терминолоши, за да може да се разбере, на 10 метра прво неговиот колега и они подаваат од место. Извини само малку. Малиот заигра и за Германија, така? На последно првенство? Да. И одбране за јуниорски беше. И си подаваат. На тренинг. Седнате доле на паркетот и си подаваат. Па сега едно прашање. Кога може Гргич, што го сметаат за директен конкурент за најдобар играч на германска лица. На најдобриот светски Гицел. Да седи и да ја вежба азбуката на 21 година. Азбуката, ракометна азбука. Замисли сега да ги седнеш нашите, ај ќе бидам скромен, ќе дојдам до кадети или младенци, а и уште една работа. Не постои моментално за другите да слушаат, не постои такмица кадетска и младенска и пионерска, што ја немам изгледано, од која РФМ ни го возможи YouTube пренос. Ако има уште еден тренер што го прави тоа во Македонија, нека дојде да ми каже, ќе ми биде чест, да го почестам во кафана и да се размениме да се изнадружиме и да се изнафркаваме. Не е битно моето мислење, зашто ја немам статус ракометен тренер, битно ми е неговото. Зошто е тоа така? Што немам ракометен тренер? Не. Зашто вие наши деца не ја учат ракометната азбука од почеток. Ќе зборам генерално за тренерите, пошто нели, еве сега ќе кажам и пред да го упишам моето дете во некој клуб, иде по сите тренинзи да видам што ќе ми се бендица по сите клубови за да го упишам таму. Ето таму тргам. Нема да бегаме подалеку. Сите се отоварени со овој нашиот Final Four. Зборам се само за младински категории. Не ме закача сениорите, не ми е местото да се закача. Прво да го анализираме. Младинските категории. Сениорите е лесно. Да. И сега ние идеме на тие младински категории Final Four. Дали сакаш да ме прашаш за било која група, да ти давам илустративна анализа. Сакаш групата. Која било која скопска група каде што имаме по еден
носител, или сакаш да ти ги земам Еврофелицер со Динкс, Олхрид, РК Динкс со Олхрид, или сакаш да ти ги земеме кој се става тука кај на Срк аеродром со Ѓорче и Мултиесенс. Да. Дали сакаш да го земеме Вардар, Вардар Пролет, Алкалоид, Куманово, која сакаш група? Ајде таа со Вардар. Ти дека си црвено со Вардар. И мене дека така ме викаат. Вистината е една. Нема да го земам, ајде ќе биде да бидеме малку воздржани. Нема да го земам само Вардар, мада немам никаква причина нели сега. Знаеш дека и ти јас сум Вардарец. Игра за Final Four. Ја едно друго прашање. Имавме 3 Final Four, нема се навраќаме 50 години назад. Од Final Four децата што победија скопските, ако победија скопските клубови, или зашто намерно гласам скопските, а после ќе дефинирам зашто скопските, или пак што беа во полуфинал или во Final Four, кој од тие деца со име и презиме продолжи да тренира ракомет? Или да, продолжи, ама е водечка виолина во моменталниот клуб на младинци или ќе погрешам ако не кажам повеќе од 2-3 нема. И сега е прашањето. Кажи ми, тренеру Атанасовски Александар Чаве, со 2 Final Four учество, секоја ти чест, мора да кажам, пак секоја ти чест, каков кадар играчки извади, за да може младинците на Раде Стојановиќ да имаат бенефит. Да искористам оваа прилика да го поздравам, многу го сакам, многу го почитам неговата работа и дело. И на крај крајава сегашниот селектор Кирил Лазаров, да има и он некој бенефит од тоа, нели? Да им дишат на овие репрезентативци уште едно 10 деца у врат. Да не знае кој. И јас сега што гледам? Пошто нас сега ни се сведува, извини се мала дигресија, која зборуваме за списокот на репрезентативци, ни се сведува дека има подобри. Кој? Кој бе? Ево така. Ајде речеме кој. Види, можда 2, 3, 5. Има 2-3 деца, 4, ја што мислам, моје лично скромно мислење, Кире одлучил, го поштувам неговото мислење. Он си ја носи одговорноста, него ќе го караме, него ќе го величаме за што ќе направи. На крај крајот тренер, мора него, он извини, кај него е палката. Може да има некои 2-3 деца според моје мислење кои што би требало да бидат ченжнати заменати, ама и тоа што го има одбрано не можам да речем па дека не е џет сетот, дека не е крема, што го има нашата Македонија. Тие се деца, тие се луѓето што играат, така е. И сега се враќаме пак назад. Назад да се зошто нашите деца не ја учат играат утакмица две екипи. Екипа А, екипа Б. Го занемарувам резултатот, тоа што татко ме научи од своја 10 годишна возраст, ракомет синко не се гледа резултат да гледаш, него да гледаш и игра, ако сакаш да сватиш суштината на спортот, не на ракомет. На спортот му учеше да сватам. И гледа. Не знае да се движи праволински. Правилно. Сега зборам правилно од страна на кондиционен тренер. Не знае правилно промена на правец да направи. Не знае приемна топка, секој второ додавање. Сега преувеличувам, нели? За да суштина. Фатија, пушти доле. Фатија, пушти ја. Добро. После тоа, имаме на скок шутот, погледни го скок шутот кај нашите дечиња. А ќе ти го направам после тоа и компарација многу тазе сега што се направи на младинското, на јут купот панданот на Лига шампиони што од оваа година прв пат се стартува, ги изгледа сите такмици најмалку по 2 пати на младинците. Да, тоа е фетиш. Имам време сега па тоа го гледам. И али затоа тренерот им вика десно 2 лево. И сега ги почна да ги брои. Кире, дај му на Дејан, дај му на Виктор, дај му на... Дури ги подсеќа кој на кого да подадат. Во одредени случаи, тоа јас сум го видел, а и на YouTube снимки да се гледа, не треба многу знаење. Се слуша гласот на тренерот. Секоја чест ќе повторам на тренери. Можеме да го кажам што видов. Аце Станковски сега, Мрка Куманов. 3 пати стана веќе човекот кажа да работи ситни и си седна. Човек кој што го познава ракомет. На овој или на оној начин. Го познава и точка. И екипата се води, состава на креативноста пред све на децата, колку што се технички подковани, толку се подковани, дали поише треба се работи. 6 минути не можеш да смениш. Не можеш никако веќе да смениш. Не можеш тоа да го подобриш скок шутот. Не може да тече проста работа, не може да тече акцијата ако немам добар пас и добар прием. Не може акцијата да тече ако нема добар тајминг. Ајде да речам дека топката не е примена во зале, ако нема завод измеѓу 2 и 3, ако не се повлечен 4 и 5. И ние ги немаме кај децата основните елементи. И сега пак ќе речем, од каде ти е тебе оваа идеја, повторно ќе речем, честни исклучоци.
Не можам да речам дека у некои клубови па не се работи така. Има. Дали е доволно? Воопшто не е доволно, зашто пак акцент се става на победата. Ајде да се провери, оние што сакаат да ме проверат, дали у Данска до 14 години им постои ракомет играње без резултат. Проверете ме. Јас сум заговорник на таа тема, не дека ја измислив, ја слушнав некаде. Исто ја копи-пасте. Можно е да сум ја слушнал и од Љубов Врањеш, не можам да гарантирам. До 14, 15, можеби до 16 години. Не го заговарам истото тука да биде. Резултатот не е императив. Да, тие го бројат резултатот, се знае дека некој победил, меѓутоа нема потоа објавување на Facebook Виктор дал 5 гола, Чаве дал 4, нема пласман во Final Four, нема пионерски шампион, небитно. Битно е дека во тие категории системот е поставен да создаде ракометари технички подковани, а не тактички. Тактички ќе работат понатаму. И што ни се случува сега? Овде Вардар е доминантен во својата група, РК Аеродром е доминантен во својата група, Еврофрон Пиристер е доминантен и Охрид во својата. И сега ќе зборам друго. Бевме уврањање на турнир, изгубивме од сите. Од Лесковац, од Дубочица, од бевме на Нови Београд, изгубив. Другите беа во Загреб, генерацијата на Стојчевиќ, прекрасен пикерче, се повреди жал. Сега пролет, нели пролет пикере. И со него е сега пред 3 дена разговарам. Што чај вика, отидовме таму. Овде ги газевме сите по 15 разлика. Отидовме 21 полувреме, 21 полувреме. Вика, не го гледавме гол. Викам, сине повисоки бе од тебе, дете ми е 2-2-0-2, 8 деление беше. Мажиште да ти мере да го гледаш. Чкочаве, не бе, највисок бе. Муни се движат и покриват. Кој се движи, кој се покрива кај нас. Е сега. Правиме кадар, викаме, така? Супер, да, правиме кадар. Одговор на тоа прашање, јас сакав да пофалам, секој сакав да фалам млади играчи. И татко ми само едно ми викаше, кажи ми кој ќе дојде светско јуниорско, кој е место си? Аман бе му викам, абе кажи ми, тогаш ќе разговараме, само кажи ми. Никаде не нема светско јуниорско првенство. Никаде не нема. Никаде не нема на светско јуниорско првенство. Добро, сега бевме. Одлично, бевме и треба да бидеме. Друго прашање. Ќе одиме пак у јуни, нели, у Полска? Да, у Полска, Европско, светско, да. Светско европска група има. Група, да. Што треба промени? Ај вака сега идеме афирмативно. Пошто моја, кога јас би го работел тоа, а нема да работам нормално, немам време, кога би го работел тоа, прво би треба да се направи комплетна промена на системот и на мајндсетот на тренерскиот кадар. Од тренерскиот кадар почнува и завршува све. Ја го разбирам кај нив и кај мене императивот за победа. Пази, па тогаш каков тренер си ако немаш императив за победа, нели? Спортот тоа е поентата, да победиш. Немаме дилемата. Меѓутоа гледам со каква гордост некој горе збори, знаеш вика дека Стас Тубе е мој човек. Упа. Знаеш дека Миха Заравец е моје дете. Ретко кој тренер може да се пофали кај нас, не викам дека нема, ретко кој тренер може да се пофали да рече Виктор Христовски е моје дете. Ајде да видиме низ која призма гледаш ти дека е твое дете. Го имаше од 8 до 10, кога се играеш од 12 до 14, па после ти го презема Кирил Лазаров, па да видиме од тој сегмент што направил, па ти кај си направил, ти до кај си допринел. Значи, евалуација на раст или многу лесно може да се направи низ ретроспектива и играчка на било кој. Кој треба да биде носител на тие промени? Па носител на тие промени мислам дека треба да биде тренерската организација. По моја некоја си така идеичка. Чичко Гино. Па Чичко Гино, да. Чичко Гино мислам дека треба да биде колку ќе може он да им влие преку нивните, нели, не им се мешам семинари, мастер коуч лиценци едно друго за да ги убеди дека треба да се промени нешто од проста една причина. Ајде тефтерче земеме со 5 колони и од тие 5 колони да напишеме колку тренери Македонија има надвор од Македонија и колку играчи има. И ако ги има, молим те да се направи мала евалуација у која лига си колку да пренесува. Така? Да. И тогаш ќе видиме дали ние создаваме играчи, и тогаш ќе знаеме дали создаваме тренери. Ај нема да речам да се најдобри, да не ја земам шпанската ергела,
као сега моментално најдобро кој што на пред 10 години беа исландјаните, го држеа приматот во Германија, да речеме, али као тренери, па и као играчи, тоа беше комплетна инвазија на исландјани, него за жал неам. Ама ние сме толку горди на себе и упорно тврдиме дека ние имаме тренери. Врз основа на што мора да има. Ја не викам дека нема тренери, не викам да излезе дека јас сум дојден тука да ги вреѓам сите тренери во Република Македонија. Далеку од тоа. Го почитувам секој нивни труд затоа што имам родител кој што јадеше тренерски леп и многу знам што значи тренерски леп. Да. Ама сега зборам само за младински категории. Изминативе 13 години, може малце повеќе, многу ми е битна работа статистиката. Обожавам статистички податоци кои што не се сведуваат на постигнал голови или на процентна реализација. И пример еден од многу важните за мене статистички податоци, што ЕХФ конечно мислам дека малце го спастри, пошто се губеше со години низ таа категорија, изгубени топки. Значи изгубени топки, па имаше технички грешки, па ги мешаше, па ги собираше, па имавме ситуација кај што некој утакмица имаше и преку 40, пошто некој 2 пати ги броја. Меѓутоа сега некако тоа се сведе на просто изгубена топка, не е битно дали е техничка грешка или изгубена топка, нели? Македонија со години беше лидер во таа категорија во негативна смисла. Значи ние имавме некој просек од 15 до 17 изгубени топки на еден надпревар, а неретко стигавме и до 20. И сега пред некој ден ја гледав Алкалуид со норвежаниве и прв пат, читајќи ја статистиката, ми се стопли срцето. Значи, ние прв пат во историја звучи грубо, значи прв пат ја на еден надпревар на наша екипа, независно дали е клуб или не, статистичка категорија имавме изгубени топки 9, а моите анализи низ годините зборуваат дека врвните екипи од типот на Франција, Шпанија, Данска не поминуваат 7, значи се движат од 5 до 7, меѓутоа и 9 е задоволителна бројка кога ќе видиш колку напади имало, па колку обиди, значи тука некаде, а противникот имал нешто на кај 3-14. И ова ме асоцира твојов коментар со губење на топките. Значи ние на светско првенство, на европско првенство, најдобрите наши ракометари губеа 15 топки, чаве тоа се 15 напади на противникот, со реализација од 70%, тоа се 10 гола си им подарил ти. Па оди стигни ги после, човече. Многу. Тоа е многу. Резултатот, пак повторно се враќаме за резултатот, носечки гледаш како и на мене и тебе не влече резултатот сакајки или не сакајки и повторно даваме императив. Ја ќе ти кажам една погубна бројка, друга статистичка. Има еден лик, да си искористам да го поздравам Милан Стошич, и докторчето ни работи во Јане Сандански на проблемот рехабилитација после постоперативен период, или оној брз, баш постоперативен период, првите 3-4 месеца. Кога доктор Милан ја дојде, ја кога го запознав, тоа не знам сега више убестрага, пред некои десетина години, и кога ги собра икс луѓе, повредени околу него, спортисти кои дознаа како експертчени дошло во Македонија и колку го ја познаа својата работа, инаку дечкото дојде од Србија. Да тие што не знаат, дојде од Србија пред 10 години, жената за наша македонка и сопругата и мораше тука да работи, нели, и си остана работи уште дело. И жената таму. Да, и фала му на Господ што е тука за сите нас. Ја пак повторно се бавев со некоја статистика без он да знае. Од 10-12 повредени, зборам за еминентни имиња во спортот, одбојка, кошарка, ракометари, водечки, збориме која Лига шампиони освојувавме со Вардар. Мислам дека негде или 24,7 или 25,7 беше старосна возраст. Average, усреднување. На тешка повреда. Збориме преден вкрстен скргенат, ахил, шлатер, повреда, што треба рехабилитација сериозна. Те отстранува малтене цела сезона. Сега моментално е испод 17. Падната. Испод 17 години. Он нема постаро момче од 18 години девојче повредено. Тоа исто е многу. Не, тоа е најбитното. Тоа е многу побитно од било кој резултат. Значи, нашите деца имаат преден вкрстен лигамент, значи јас многу од нив имам пратено кај Мирослав Хашпал у Топлице да се оперираат,
некој мој пријател е, па ги препорачувам таму, пред да ни дојде Михајло Ивановски да го имаме доктор Мики, усистина и сега више на потреба се зидат кај него, зашто стварно златни раци има човекот. Станува збор за млади дечиња. Млади дечиња. Зашто? Физички неспремни, Физички неспремни. неспортски живот. Али Али тоа се должи на нив. Дали некој ги едуцирал од типот исхрана, пристап во спортот, кондицијски тренинг. Едно момче се спрема кондиција кај Тони Богдановски, тренерот, кондициониот тренер на Вардар. И го гледам тренингот 1, 2, 3, 4, сега се консултирам со Тони, викам Тони вака, викам нема ли да метнеш, викам од типот вежби плиометрија, скокчиња, малку агилност, координација, тоа работа. Па да, метнувам, вика, чаве, али вика, метнувам само еднаш неделно, знаејќи дека вечер, моите колеги, тренерите ракомет, го работат од на тренизи. Ау, Тони не е лошо, викам, да отидеш да погледнеш да. Што работа? Чаве, да, викам, у младински категории, на тренинг да се работи плиометрија, координација, агилност, антиципација, нешто, тоа не е другар. Не е другар, одме идеме со акции. Одме идеме. Го скокаме елементарниот дел, не на ракометот, сега кога ќе рече ракомет, таму има и кошакарчиња од бокарки, стварно страшни имиња, затоа што ги памтам, ја пратам и женската одбојка. И сега ќе ти кажам, мала дисесија од моветот, колку е голема разликата у еден одбојкарски женски клуб кој што направи професионален пристап, Газели Воли. Кондиционен тренер 24/7. Едукација нонстоп, странски тренери. Сега, некој ќе рече приватен проект, имаат пари, па они тоа го прават. Не ме интересира, ме интересира пристапот. Не битно, така. И како успеа они сега за 2 години да влезат во прва лига? Со многу работа и професионален пристап. Со ништо друго. Ама со ништо друго. Не можеш утакмиците резултати да ги Пред промениш. неколку години на женско, пионерско или кадетско и се случува еден, да кажеме са, блак инцидент. Девојкиве се, така една малце Добро, појакичко. посата доле, джек. Рипаат родителиве, едниот тренер ги сопира, другиот Да продолжи. да малце масленце оновно да и тоа некако до крајно надпреварот излегува од контрола. Значи, овој едниот не може да се соземе. Условно кажано, неговата екипа као гласат нешто за пофаворити, можеби нешто девојкиве постари, поспремни, ама од другиве жестоки, не се дава. Не се дава. Така, ти за коса, ја за коса, ти за дрес, ја за дрес. И маливе водат. Тренеров полуда. Значи, ние у публика родители, знаеш, повеќето тераме сеир, некој судијата му е крив, а некој, пошто неговото дете е најдобро, ама седи на клупа, па со тоа се занимава, повеќето, така, серџиски. Ама мене па ме фрапира тој момент. Како може еден тренер толку да е внесен до граница на некултурно... На таму. Така. Да. И сега седиме после тоа, ај ќе пиеме по едно кафе, ги чекаме деца да се истушираат, да се само. Ја викам, не можам да ја разберам таквата агресија на клупа. Значи јас очекувам тој да е педагог, тој да е гуру, да е мастермајнд, да е Конфучије. Така ги си го замислувам јас тренерот на млада категорија. И еден лик ми вика, абе брат, знаеш ли, вика, од што живеат? Ајде, викам, јас сега ќе се повлечам, не се правам паметен, ти слушам. Живеат од чланарина. Така е, за жал. Кој добива најмногу чланарина? Тој што има најмногу деца. Кој има најмногу деца? Тој што бил прв на Final Four. И влегуваме сега во тој магичен круг на... Па тоа е тој Final Four. Два пати сум учесник на Final Four. Супер. Наброј ми ги, пошто си два пати, значи ти или имаш иста генерација, у случајот 10-11 лета. Сега кажи ми, молим те, кој стана играч? Од тие деца. Не кажи ми кадар што направи. Секоја ти чест. Ако земам да ти го направам евалуација, ама реална, кого све си победил за доеш до Final Four, и ти ќе се засрамиш сам, ќе му рекол. Тоа би му го рекол. Ќе се засрамиш и сам. Кого го тепаше Бутел? Не ги омажувам децата пионерчињата на Бутел. Златни срциња. Меѓутоа тие се помалечки. Помали се. И доаѓаме, ние ги газиме 15 разлика. И ние сме јаки, така? Не, ние сме најаки, не сме јаки. Да му го омаловажам трудот овој случај на Вардар или на Пролет,
Ни улудило не ми е. Едноставно се погодила нивната генерација, овие си имаат некоја нова генерација. Две-три повисоки, да ми се две-три живи и подрски, здрави и така е. дечињата и тренерите. Така. Меѓутоа, ако сакаме да видиме реалната слика, сега не збориме ние да ги деградираме резултатите на некои тренинги, збориме за реалната слика која што стварно ја имаме. Да. Зашто не сакаме да се соочиме надвор? Јас тоа само го зборам. Јас и ти како стигнавме до да речеме со години се договараме да зборуваме за ракомет, ама дека ти нонстоп таму по глечерите и никако да се удисаме, како се најдовме на овој момент, а моментот беше, еве и преска во разговорот го спомнавме, колку Македонија во моментот на пазарот на ракометари има ракометари да понуди. 5, 10, 15 или 20. Збориме за светски рамки. Масачуваме Боже. Реалната слика не е таа. Пет. Видите, знаеш што? Ако кажам дека е еден, ќе ми се наљути кој. Ма секој ракометар што го знам во Македонија и што го прегрнувам и го гучкам у сала како мој драг пријател и дете, јам 50 години, тие се ракометари од 25-6 години и многу ги сакам. И стварно ги сакам. Ракометот ми е од душа и секој дете го сакам ракометарче. Меѓутоа, јас сум најмалку виновен што он е на тоа ниво каде што е. Нека ја бараат грешката во своите тренери или можеби некојаш и во своето залагање. Ја една друга работа која спомнавме таа тренерска организација и Чичко Гино, мој драг професор и семеен пријател. Кој од тренерите, знам дека е безобразно, знае англиски јазик, флуент. И се некој ќе рече, чаве, барај си ги тие на познавачите на англиски јазик у Центар за страни јазици. И јас на тоа ќе одговорам следното. Кажете ми која последен пат издадена македонска, Стојан Позедиова, зашто знам зашто. Сум ја истражил таа проблематика. Македонска, српска и хрватска книга, семинар, стручен труд е издаден на истоимените јазици сега што ги наброив. Каде што можат нашите тренери да се учат, да учат. Кога? Ако постојат такви книги, не ако постојат, викам ја, немој уджбеник у рукометот и основниот скок шут. 40 на 20. Луѓето хотели на Марс прават сега, а ние збориме за основни елементи. како нашиве ќе се едуцираат. Како нашиве ќе се едуцираат? И ја како тренер како ќе се едуцирам? Јас сум тренер. Интересен случај, пошто оваа тема исто збориме со Ѓорган. Нели Ѓорганот го организира тој летниот камп во Охрид. Сега ќе ми кажеш за кога го викна координаторот? Лани имаше гостин од Кој беше? Јадровиќ, Маџаров. Маџаров е, да. Така. Да. И он ги покани тренерите. Колку се пријави? Никој. Па никој. Само тренерите што беа дел од школата. Што е кај тренерите тоа? А ние се знаеме. Све знаеме. Ние се знаеме, немаме потреба од ништо. Зар ние ќе гледаме Веспрем младенска школа што работат? Ма дај. Како? Зошто? Што им се предизвиците, целите? Да ја гледаат утакмицата сега што беше Веспрем Тата Бања. М14 деца, 14 години. Да видиш публиката, перцепцијата на родителите да гледаш. Значи малку е подлабоко, треба поинтердисциплинарен пристап на све тоа, освен Кајронот гори резултатот 23-13. Каде што губи Веспрем. Значи, магнатот губи од некој си Тата Бања смешен таму. Не, тие се имаат тотално добра генерација. Така. Словен Градец и Тримо Требње, многу пријатели таму. Сега Раде не го рачунам дека е таму. Вчера објави нешто, завршува. Да, па го спремаат тамши. Да се врати. Да, тамши. Добро, сега излага дека навијам за Раде, тоа што е нормално, логично да навијам за Раде, за кого да навијам. Меѓутоа, најверојатно, и он го видов дека се заблагодари на најубав начин, најверојатно нашли некој заеднички јазик, али тоа што го постигна со нив, покажа Дали си размислувал Извини, Требње имаме фабрика Фишер таму. Не фабрика, најголемата испостава за Фишер ски. И кога и да отидеме таму, спиевме порано кога скијавме на Фишер, 2-3 дена спиевме. И дека спијат децата да се дружат пици, мици, едно друго забава, ја на тренингче, да. У генерацијата на Раде, сениорите, двајца од администрација. Под администрација го подразбирам и Раде Стојановиќ. Раде Стојановиќ уште еден тренер. М14, М16, 6. Кондиција, психолог се. И сега одговор на прашањето, па после тоа видов плакати, европски прваци 3 Требње, У14, М14, скијањето е У14, кај нив е М14 у ракометот. И сега се прашувам, па ако земеш да видиш дека од Словен Градец, Тримо Требње и од Селје,
Од тие три се излезени најголемите ракометарски имиња, секогаш си имеа другите клубови, меѓутоа најмногу се од ова. Тука не. Да. А ние, например, сега се соочуваме со тоа дека Струга, исто еден извор на таленти, нема сала. Комплексно станува кај нас. Многу комплексно станува. Ајде другачија да идеме. Скопје колку сме се, милион жители не имали? Вајда не има. Вајда не има. Ајде, плюс минус. Па ракометна сала 40-20, нема да барам трибини, само 40-20. Пет има. Па го имаме Ѓорче, го имаме Бутел, го имаме Ѓорче, Бутел, Круме Кепевски. Чекај, вака, Волково, Ѓорче, Бутел, ФФК една сала. Сега одма ќе морам да те прекинам. За Волково да отвориш клуб, знаеш колку десек имаш? Сите две. Само тренираат девојките. Знам на Симе се тамо девојчињата и Ѓорче знам све. Тука негде, кај 7-8 завршувам. И нашава болка ваму аеродромска. Аеродром нема сала ракометна, 40/20. 120.000 на сала. Нема сала. Освен Јане Сандански. Јане Сандански е Види, за последната, нема. Грешката да ја барам у РФМ, нема да ја барам РФМ, нити има задача да изгради. Тоа е една цела национална стратегија. Не сме од вчера сами. 35 години сме сами. Зборевме на таа тема многу на оној ракометниот панел. И не може преку ноќ да се прави. Ова сега што го гледам, сега што се прави, од страна на ова Министерство за спорт, е страшно. Да, за мене е многу битно дека може би доаѓа времења кај што треба без страф и без калкулација да се зборува за недостатоците. Јас обично сум афирмативен за се што се случува, па некогаш ми префрлаат, ми дофрлаат, ама ни сетата афирмација на ракометот, ама постојано сакам да излегуваат на површина реалните проблеми. Реален проблем е инфраструктура, реален проблем е едукација на тренари, реален проблем е работа со млад кадар, реален проблем е начинот на финансирање кој се менува на 4-5 години, реален проблем е системот на надпревари. Така, ние сега ти го спомна, имаме пионерчиња кои што нели во Скопје 10 клуба, 2 доминираат и овие играат со пославите. Значи имаме многу реални проблеми. На таа панел ја пратев, ги изгледав сите тие YouTube секвенции што ги постиравте, не бев на тоа. Не бев во Македонија. Најинтересно беше што објавивте дека ракометот е спорт број 1. Се согласува. Моментално најдолго екзистираме. Присутни на европски, на светски, на секоја чемпиони, и на сите ракометари наши, и на сите наши тренери кои што вака или така допринеле за да по број на излези, настапи на европска сцена, мислам уште наредни 20, 30, 50 години ниту еден колективен спорт не може да се доближи. Прво дај Боже да ни се доближи. Дај Боже да се доближи, ама нема да може. Тоа е причината зашто го детектираме како спорт број 1. Меѓутоа, дали е моето вечно прашање. Дали е тоа така? Де факто е, само треба... А де јуре не е. Другаче да го гледаме, Пионерска лига. 2010-2011, моментално. Ги пратам. На клупа. Знам дека ги пратиш, ги пратам и ја, и сега да ти кажам, на клупа. Кај што треба да има 16 дечиња. 6 2010-2011, 8 2013-2014-2015. 5 линија. И сега, ова се случува со сите клубови. И сега сакам една работа прашам. Па зар толку тој ракомет спорт број 1 не може да напуни Пионерска од 16, 10, 10, не навлегам у квалитетот. Дај ми годината, дај ми годината. Да не го закачам Еврофрм Пилистер. Алал не, кај ги најде тие 16, алал нека мој негови си се. Очигледно дека се негови. Ги има, ги гледам на клупа. Магаренца, да се живи здрави огромни. Ги има. Дали ти на сон ти доаѓа помислата как да се вклучиш? Ако ракометот е таков како што е, и е спорт број 1, со оваа фактичка состава, може да знаме колку се очени другите спортови. Значи ја не го девалвирам дека нашиот спорт, за нашиот, дека се гледам од таа страна, ракометот, а овие не го девалвираме. Ние сите скокавме до небо кога ја победивме Литванија со тројката на Владо Илиевски. Така, ама тоа беше инцидент. Така.
А знаеме дека Добро, сега, инцидент бе тројката, меѓутоа пази, нашите момци стигнаа за тројка да им тројка да им фали, само 3 поена да фали. Значи они не губеат 12 разлика, да. Со Литванија ти да си егал до последна секунда и да изгубевме 3, као да сме ги тепале, да не се лажеме. А темата е дека Скопје сега не го гледам тоа, ама Скопје порано живееше со малски фудбал и малски баскет. Пак ќе ти кажам, многу е длабока работа. Ајде сега. Чекај сега, што те прашам. Дали те мачи као кошмар да се вклучиш и да помогнеш? Не знам дали имам доволно сила, затоа што тоа го правев во моето скијање. Сакав долго време, не на оваа гарнитура, значи оваа скијачка федерација, моментално оваа гарнитура, максимална несебична помош према мене, Јана, према мојата работа, према Данило, сите дечиња што ги тренирам тука зборниво, меѓутоа ние не сме вчера оваа федерација, него сме многу одамна и долги години се борев да го променам тоа и не знам дали уште сум успел до крај да се изборам да луѓето веруваат во врни резултати. Дали се возможни, јас докажав дека може. Дали докажав со еден, од 3 деца докажав со едно или со две, тоа е, од 3-2. Океј, добро. Не е лош. Да. Па и Кицел е на 75%, не е на 100%. Така, ајде сега да видиме во спортовите кои што ни се далеку понационални, кои што ни се во генетскиот наш код. Значи, де факто е. Борачки. Од секој сме имали. И зашто пак дозволивме да ни доаѓаат Узбекистан, Казахстан, а да не градиме наши борачи? А може и више нема во Источна Македонија млади деца кои што сакаат да се бават. Тоа беше светски шампион. Така е, да. Пак да не ги забораваме Трстена, седио и компанија. Тоа се пак се наши олимпијци, деца. така. Да. И ми бегаш од прашањето. Тоа ми е зборот. Знаеш како беше? Јас сум осуден да бидам радикал цел живот. Со ова сега што идам против цела тренерска фела, ја ќе бидам сватен дека идам против. Затоа што пази се имаш тука некои 200-300 тренери во Македонија кои што работат, види го најпаметно дојде на само ракомет и да ни каже што да работиме, како работи. Супер, јас сам јас да, добро, во ред. Сакам на едно прашање ми одговорат. Кажи ми кој дете го извади. И ти ќе ми речеш Марко Митев. Свака час мајсторе Марко Митев. И добро, тој не е моментално, нема речем најдобар. Прво не може да се спореди центар со бек. Да. Центар со крило, центар со голман, центар со пикер, секоја своја заслуга, секоја своја улога, секоја своја рола. Меѓутоа, ти го тренираше Марко од 8 до 18? А, не би рекол баш така. Имаш свој удел? Браво. Сега го фатив Марко Митев, добро, посака. Он е моментов така некако во фокусот, да речем. Одамна немавме слушнато дека некој се интересира за македонски играч, па три пати се интересира и 3 пати не отиде. Ај причината ќе оставиме други да одговорат. Да. 3 пати ќе се праша за него и 3 пати не отиде. Алем Хаџич еднаш праша и еднаш ни дојде од Конјук запрека Живница. Момче на 16 години, Еврофранпелист. И еве го MVP на турнирчево. Благодарение на македонските. Не знам се, 32 до 37% учинок во резултатот има на секупниот Еврофранпелистри. Против Динамо Букурешт, значи од 14 до 16 гола на утакмица. Четвртина, третина сигурно. Да. Чаве, значи треба да се направат некакви промени. Од таа причина знам дека нема шанси да не јас сум никој мрвица, никој ништо, за да можам да делувам, да се промени тоа. Прво као по народ и го тренерите многу јака таа самомедицина, суета и его, јас све знам. Не може ти одма ќе се дефинирам скијач, да ми кажуваш мене зашто како, ма не, ја ти ја кажам една обична логика. Ајде вака. Ќе поставиме една обична скала, ќе поставиме чуњеви, ќе поставиме било какви реквизити и ќе им дајме една батерија на тестови да видиме кај се наоѓа, што се наоѓа децата. Што правиме кога ќе ти докажам врз основа на веќе однапред поставени критериуми за твојата возраст, за твојата категорија на дечиња, машка женска не си исти, дека твоите не поминуваат ни со 20% на тестот. Што правиме тогаш? Како као тренер ќе ми објасниш, ама ја ги тренирам ракомет. Шведско лево. Не срце моје, ти не ги тренираш ракомет. Ти ги тренираш прво спорт. Прво треба да направиш јака индивидуа и морам да напоменам реченица што многу често ја користам, ама ја слушнав од други, не е моја измишлјотина. Одамна е сменет пристапот во колективниот спорт. Се користат многу методи од индивидуалниот спорт. Односно, се менува пристапот, што значи тоа? Сега се користи индивидуално пристап
во колективниот во спорт. функција на колективниот спорт. Тоа е многу бара голема наука од типот ако не знам, Аларов има така се изразува шот, нов пократко движење со рацете, со нозете, него со рацете, работиш со нозете. 16 до 18.000 пати треба да го повтори тоа на тренинг. Добро, сега збориме за перфектен перформанс. Повече 10.000 пати. Тука се работи во гимнастиката, кај што се бара елитен перформанс. Овде у ракометот малку ни дозволува, знаеш, шутот дали ќе биде вака, дали ќе делува надврешна сила за он да го промени шутот. Да, меѓутоа основата на шутот е една. Дали ќе биде променета под надворешно влијание, тоаш веќе му додаваш ти плюс елементи на тренингот за он да работи симулација на тој шут, односно под притисок, под ова има ластици, мастици, помагала 300. Кој ракометен клуб, уште едно прашање, стојам отворен за разговор, нека дојат кај мене у кафана, ќе разговараме на мој трошок и да ми покажа слика, имаат препреки од 15, 25, 35, 40 сантиметри, кој има? Или другачки се, 8 ракометни топки, со какви реквизити. Абе, не можам да спијам вечер сега. А кој има? Сите клубови, после генерал Јанковиќ. Или Табановци. Да. Да. Еве, до Нови Белград кидеме, ке тренери, ги знам. И сега го однесов, ќе кажам, син ми, таму. Аман, он мене ќе ми кажува скок шут. А па ти легендо знае. Легендо, браво. Ама легендо ти си научил на 12 години скок шут. Молим те. Два пати Лига шампиони освоена. Аха, молим те, покажи ми, демонстрира. Да. Кога го грабна Радко Николич, му објасни дека он нема ни С од скок шут. Скок шут. И за 7 дена го научи скок шут некаков. Нема да речем дека го научи скок шут и сега го имаме дома кнор ние. Ама нешто ќе се смени. Проблемот е што го гледам кај родителите. Не знам дали го гледаат другите тренери. Еве јас ќе им кажам една тајна. Родителите амбициозни или родителите кои што малку поише гледаат спорт, не само ракоме да облечеме в Вардар и на Вардар, него малку подлабоко имаат време, најверојатно тие момци, а може и технологија па ни дозволи више многу играчки. Да све се разбираме. Си бараат решение позади тренерскиот грб. А јас ќе ти кажам најодговорно, со мој уши што имам слушнато, да идеме на камп во Веспре. Што ќе те тоа бе, нека се нека одмара тука долно. Да идеме на камп, не знам, лево, десно, да не ги афирмирам другите кампови, не знам, Пореч, Лука Циндрич, Барселона. Ај седи си тука. Добро, значи немаме таму што да научиме, тука имаме све. Јас ќе ти кажам, се јавувам у тој камп, ало, супер што се јавите, веќе имаме 7 деца од Македонија. Опа. Океј. Резервирам нов камп. Цела лето камп. Зборам сега за конкретно за моето. Супер. There are only 4 children from Macedonia. Чекај, кај дојдовте вие до таму 4 children. Значи, родителите си го бараат чарете. По патот на Рубин Стефанов, синот на Врвица Стефанов. Број 1 во националното во Италија, сега пред недела дена. Нено Димитриевич, синот на Саша Димитриевич, не треба да зборам Нено, до кај достигна. До кај стигна, така. Лука Савичич си избегол Барселона кампус, се ти зборам кошарка, сега гледаш колку сум зачукан све животот. Да. Јакимовски, Америка. Енсија. Магдевски си замина исто. Никола Јаничич, секоја чест овде, одлично децата во кошарката што работеа со него тоа, меѓутоа он се замина во Америка. Сите знаат дека до одредено ниво као нешто правиме. И сега ќе ти кажам што правиме. Као нешто правиме. Додека Данска, Норвешка, сега ќе ги скратам, скандинавците, Веспре, Маđарска, Словенија, Хрватска, додека они работат елементарен ракомет, кошарка и одбојка, нашиве мангупи работат акции. И уште една работа што не смееме да заборавиме. Македонецот е во спортот, во генетскиот код ние да сме мангупи. И тоа е многу добра особина, полезна, што овие горе ограничените ја нема. Не само во спортот, и во животот. Па и во животот, да. Али многу го користат нашите деца во спортот и тоа браво што сме такви, тоа треба да ни е предност. И ние ќе отидеме со Партизан кошарка да играме и ќе ги направиме мачиња. Ама мачиња ќе ги направиме на 12, 14, 16 годишна возраст.
И ќе се вратиме овде, ние ги правиме мачиња зашто овие додека се местат за правилен скок шут, нашиве више прошо воз. Ние знаеме и акции, и макции. И сега доаѓа оној најгјатниот гап. На 18 години, одеднаш некој Милосавлjević продаде у Италија. Уникално. А зашто нашиве не сега маче не ли ги прави? Да. Тоа нашиве треба одма НБА да Да иде. иде. По логика. На Ама драфт. не, нашиве ги нема веќе никаде. И сега, рече 5, 6, 10, многу ме боли таа бројка. Раде Стојановиќ, Данило Брестовац. Едниот си имаше контакт со Словенија, заслужи со својата работа и преку Тиквеш и преку младенска презентација. Према месец иде. Сега да не зборам. Да, со трима да не знам, не зборам сега каков резултат иде. Секоја чест. Данило, благодарение комбинацијата со Ивица Обрувани, со Шамбери долго промет во Франција, Блиски исток си го фати, си оправда со титули, со ова, со она, веќе си е таму. Доста, така? Доста се двајца, у Косово секојаш имаме по еден репрезент. На кратки екскурзии се враќа Дека Косово сериозна ракометна дестинација. Добро! Да не рече некој дека у странство не го рачунаме. Косово е странство. И сега го имаме нашиот Никола Томовски. Познам. Карпали Димитриевски, Ваљадолид, Писонеро, да не забораваме. Он си го зема. Ливкот. Да. А не можам да речам па дека немаат квалитет, па што отишле таму. Така да. Одлични. Затоа што се викнати, си одговараат на својата работа. И Костески ни се врати од Чешка, сега си во Калуит. Што другиот Костески се врати од Загреб, Да, овој се врати од Бундеслига, Пешевски си дојде, Пешевски си дојде, двајца имаме повратници од Бундеслига. Фитилјот си дојде. Така. Супер што дојде. Можам да си ги гледам и да уживам. Нема, да, нема Уживам дилема. у Додадена вредност е, да. не ги деградирам. Да, Него сакам да додадена кажам, Не не се најдоа погрешен ли е клуба што сега ние збориме дека имаме кадар на играчи и кадар на тренери. Абе еден да не ни побараат. Ќе ме оставиш. А таа Војводина партал направи една Војводина продаде се што Ќе ме може. оставиш без пиење, иако ја до некаде веќе во некои разговори со тебе и вака по трибини и позади сала, ми е совршено јасно дека ни достасуваат некои основни елементи од ти го кажа од ракометниот буквар, од азбуката. Еве дај Боже нешто да стигне од ова интервју, од овој наш разговор таму кај што треба. Јас како веќе имам подготвено таму за февруари втората панел дискусија кај што еден сериозен сегмент сакам да посветиме баш на ова. Можеме еве и полека и така и срамежливо да најавам дека добив огромна поддршка од сите што учествуваа. И сега минатата недела бев во Охрид, разговарав со градоначалникот Пецаков и договоривме втората ќе биде во Охрид. Браво. Нема што друго сем браво големо. И еден сериозен дел од таа панел дискусија ќе посветиме, значи ќе тргнеме од почеток. Али бев на неколку, да кажем, и на неколку кадетски надпревари низ Македонија. Воодушевен сум од децата од Богданци. Дали изгубили или не знам. Играта што ја гледав, многу интересен. Браво. Многу интересен. Штип текстилец. Знаеш, кој се зема предвид колку е вложено, колку знаење, колку имање, колку немање, колку логистика. Значи, тоа е жалосно што ние стварно имаме поднебие на ракометари. И имаме, Македонија знае само ракомет, само. Не ме закаат погрешно луѓе. Да, ама стварно ракометари можеме да вадиме. Може некој тренер ќе рече, па дој на моје место и да видиш колку имам ја можности, реквизити, едно друго. И се согласувам и не се согласувам. Од проста причина што, нели, реквизити само купувам. И има таму некои 2-3 страници, веб страници им стојат на располагање на сите ракометни клубови во Република Македонија. Кај што им кажувам, кај што тврдам и стојам позитивно, за 30.000 денари може да купат такви сериозни реквизити да им позавиди Кил Академија. За еден клуб. Значи, не зборам ја чунче, мунче, обраче. Абе, зборам да се наредиш и со кукли, и со чуда помагала.
со 30.000 денари. Ја ги потрошив, тие знам дека кошта 30.000 денари. Што сметам дека е смешно за било кој ракометен клуб во Република Македонија. Ако е Да веќе смета за пречка. Ако гледам во предвид оваа година колку ваучери им се подели од страна на Министерството И за колку спорт. на крај, што би рекле Хрватија, прорачунат. Па сега Дали пропуштивме нешто во оваа наша не ќе речев кафанска, не е кафанска, следниот пат у Калдова ќе снимам. Важи, уште Ова наша кафанска диагностика за проблемите на македонскиот ракомет. Збориме младински, не чепкаме сега, не рековме сениорскиот ракомет, не го сениорскиот чепкаме. немам зашто да го чепнам сениорскиот ракомет тако како што е. Пуште некој симптом дали промашивме можеби од ова. А не види симптоми сигурно има и повеќе, знаеш, она крај ова и 5 сата да трае емисијава, значи толку ќе звучи емотивно и малку театрално, кажам толку ми е голема болката, ама стварно ме боли пред секој ќе видам повредени деца на таа возраст. Повредата, значи, за тие што не знаат, во постојан контакт сум со Марија Лојаница, нашиот кондиционен тренер во Вардар, и сметам дека човекот кој што ако не дојдеше она, благодарение сам со Ненко, да не го забораваме тој лик, ако не ја донесеше она, ние уште ќе имавме warm-up загревања, како што и некои кондиционерни тренери ги гледам, се уште ги прават, од типот на соколаните во 50-тите нешто. Значи, она е тој човекот кој што потегна све, придвижи, а после тоа благодарение од неа излегоа, нели, нема да речам само од неа, него она ги иницираше, а дечкиот после со својата работа, еден Петар Баснарко кој што одлична работа работи околу гледате. Ајде да не зборам со колку индивидуалци има работено, Тони Богдановски Вардар исто е одличен. Ама за жал тие двајца се само на 2 места. Да. Македонија има 50 и многу, нешто значи клубови. не ќе да го анализирам с моменталниот успех на Еврофан пили средицата, младинците, кои што дојдоа до Final Four Келн. Кога е Final Four? Јуни. На ИХФ ТВ ќе ги гледаме? Да. Колку? Ќе ги има 2,5 евра преплат. 4 евра за цел турнир. 2,5 евра по утакмица, 4 евра за цел турнир. 4 евра се 2,5 кафења денес. Да, еве. А чекај, за 4 евра у Калдерма што може да јадеме? Или 4. пројде, тој време пројде. Пројде тоа време за 4 евра. Може да купам од надвор гибречиња па да ги донесам. Со јогурт. Со јогурт, да. И се прашувам, секој чест прво на Алем Хаджич, што дојде да изигра за Еврофан, на крај тоа нивно дете, секој чест на неговата игра, ама се прашувам дали Македонија не можеше да најде еден таков бек од тој калибар, или да наистина направиме бек од таков калибар, за да им помогне на Стефан Ѓоргиевски, на Симовски, на Бутурец, на тие красни деца, овие деца, што ово изиграа ракомет, се гледаат физички недостатоци, ќе се видат. За жал, пазете се, Еврофан Пилисе се пласираше и испадна. Гок, Магдебург, Фленсбург, Келц, не Келц е врска нема. Добро, небитно име. Не, Келц е име на сениорскиот клуб. Легија Странаца. Пољаците моментално ракометот им е паднат. Не, машкиот ракомет им е паднат. Онаа ера на Белицки и компанија, Пројде. Nobody. Што освен ова убава ребро кременадла има? Секи јадеме, дојдете само ќе се дружиме. Што јадут? А не знам, све. Национална национална традиционална храна, па не знам. Се грижам квалитетот. На меленото месо секогаш да види тоа, да го пазам меленото. Како? Да. Шо, му пушташ музика нешто? Не го пазим. Чуѓеви му ставаш. Набавката. Малку поише го трчам. Чуѓеви, да става скаличка, ајде. Да, го трчам. Има стара кафанска, демек кафана што има добра плескавица, добра кафана. Што држи до Тоа да и, знаеш, тоа се тргна моите деца поштуват мелено и сакам меленото да се како што треба. Јунешко? Не, мешано 80-20. 80-20, да. Али не, имам опција со 100% јунешко, ама таа 100% јунешко одма ти кажам, ако нарачуваш месо 20 кг, само 4 нарачувам од оваа. Да. А шо има некој од тајната кажува? Не излага, па сега, не. Што става? Сол од Хималаите. Сол како не, толку многу е тоа Хималај, го нема за цел свет да јаде сол од Хималаите. Чебе, можеме уште 5 дена да правиме муавет. Така, и една мала замерка на само ракомет, нареден пат, ако може да бидам гостин, ја ќе молчам, нема ништо, ама да бидам у присуство на најдоброто нешто што го има македонскиот ракомет, славе
и Ѓорги Начевски. Начевски? Да. Не, ова е замерка, ова е нарачка. Па нека биде нарачка, да, нека биде нарачка. И ако може великаните, тоа сакам да го кажам преска, ако може великани од тој тип, значи, едно е да си меѓу најдобрите, друго си најдобар. Не го дадов ја тој префикс, не го даде ти, не го даде нашата РФМ, им го даде свет. Светот. Така е. Да идат редовно, ќе се изразам слободно, како попчиња, и на семинари, и на едукација, и на доедукација, и на каде што они ги имаат таков статут горе, да ги направат грешка и нивната грешка више не е ни грешка. Ако нешто пропуштат. Така. Што станува за нашите тренери? Па е од сите. Не зборам само за ракометарите. Пак ќе кажам, многу е тешко, посебно по малите овакво градчиња, да држиш ракометен клуб. Знам дека е многу тешко. Знам дека тешко се работи сиромашките, колку им е тешко да дојдат само од скопска екипа да играат или Скопје да отиде таму, иако сме скопски екипи, немаме многу пари за да отидеме и да пратиме и ќе оставиме за тогаш да најдеш одговор зашто македонска репрезентација има најмалку Скопје. Значи ова нарачка ќе ти ја реализирам. Да. Значи во недела се гледам со Џоле не за ракомет, за Знаеш зашто? Затоа што и двајцата ги знам од многу мали и може да ќе отворам некои прашања што Да. Во недела ќе се договорам со закачам. Џоле пошто ќе се дружиме не на ракометна, него на винска. на винска, основа. да. Да, со тебе се дружиме и на на скараџиска основа. Значи тоа ќе ти го договорам. А ја и ти ќе седиме на Final Four да има кој ќе биде шампион. Final Four кој? Кој? Да, ќе бидеш кој да е, им посакам се најво нормално. Тоа се дечиња кои што стварно се трудат, со колку што знаат и колку што умеат. А дека можат многу повеќе, можат и треба да се работи многу повеќе, посериозно и стварно тотално промена на пристапот. А што е тајнава со свинското у Милената? Зато го врзува љунешкото.